Завршена конзервацијата и реставрацијата на споменикот на слободата во Кочани. Старата слика од овој простор, уништениот пот и слично веќе се минато. Изминатиот период се работеше на архитектурата и градежниот дел. Мозаикот е променет 80% од она што беше претходно. Градоначалникот Љупчо Папазов посочи дека останува грижата за овој простор со цел да може да се користи од идните генерации. Времето во кое е граден овој споменик и амбициите со кои е пристапено во реализацијата на еден мозаик од 330 метри квадратни, кој е сериозен уметнички потват и архитектонски, се сериозен предизвик, особено за времето во кое е започната градбата. Затоа врската е да се грижиме добро за ова културно наследство, заради тоа што зборува за историјата на македонскиот народ, заради тоа што е влезен во регистарот на споменици на културата заштитени со закон. Имаме оврска да го чуваме и за идните генерации и за идните времиња. Освен проектот за реставрација и конзервација на споменикот на слободата во Кочани, во соработка со САД се работи на голем број проекти со кои ќе се зачува културното наследство. Министерот за култура Зоран Љутков посочи дека постојано се вложува и цел е да се работи низ целата држава. Сакам да кажам дека Македонија заедно со Соединетите Американски држави работат на многу проекти во овој период од 2001 година па се до овде се вложени некаде од страна на амбасадорскиот фонд околу 2 милиони евра или поточно 1.847.000 евра. Посебно сакам да се заблагодарам на амбасадата што постојано вложува во нашето културно наследство и најискрено да и се заблагодарам на амбасадорката Агелер, кој што е голем пријател на културата и се надевам дека тоа ќе остане така и по иднина. На споменикот на слободата во Кочани изминатиот период се реализираа и голем број настани на отворено. Агелер посочи дека сега со реставрација на споменикот се отвора можност за поголема посетеност. Ние сме задоволни како амбасада што имавме можност да го поддржиме овој проект и навистина се надевам дека граѓаните во Македонија ќе може да го посетат споменикот и да уживаат. Во Македонија се поддржувале проекти претходно како Стоби, Хераклеа, Свети Спас во Скопје. Сега и овој во Кочани, со што се негува културното наследство во државата. Проектот е финансиран од страна на амбасадорскиот фонд во износ од $254.000. Носител на грантот е општина Кочани, а стручниот надзор и професионалните работи ги вршеше Завод и музеј Штип.